Здраво и добре дојдовте во уште едно видео на каналот Ти можеш. Во денешното видео сакам да зборувам за една мисла, за една фраза. Се случува во вистинско време, која што може да биде инспиративна, мотивирачка, утешувачка, да ни помогне полесно да прифатиме некои работи. А исто така може и да не изфрустрира и да ни предизвика некои отпори, зависи од периодот во кој моментално ние се наоѓаме, односно во каква емотивна состојба сме. Доколку еден период или подолго време се чувствуваме дека ни поминало времето, не сме завршиле многу работи, сме можеле, ама не сме ги направиле, ништо не завршуваме на време, времето притиска, времето си поминува, тогаш оваа реченица ќе ни биде тешко да ја сочвакаме. Се разбира дека нема да ни биде од помош, напротив, ќе не фрустрира. Меѓутоа, ако сме во некоја стабилна, избалансирана состојба, свесни за тоа дека не сме семојни, дека не зависи се од нас, дека понекогаш работите и ќе излегуваат поинаку од како што ние сме ги испланирале, тогаш може и да ја разгледуваме и да анализираме оваа реченица и да ја искористиме, да ни помогне да прифатиме, да сватиме дека се си има свое време, дури кога нас тоа не ни одговара. И тоа се си има свое време не мора секогаш да се поклопува со времето кое што ние сме го определиле, ние го очекуваме, ние сме го ставиле како рамка за некои работи да ги завршиме или да се случат во нашиот живот. Оваа тема ми е актуелна затоа што во периодов и јас се занимавав со некои такви анализи на тоа што можев, колку можев. Ми помина времето, изгуби време, доцна е, рано е, што ако беше порано и така надаму, меѓутоа и во околината го слушнав како тема и сватив дека независно од тоа колку години имаме, за што се работи и како реално тоа изгледа, нашата проценка за тоа кога требало нешто да се случи, до кога требало да се заврши, кој што и не е секогаш соодветна со реалноста или забораваме се што од страна влијаело и придонело, односно го определуваме времето на случување и завршување на нештата според вештините и капацитетите кои што во моментот ги имаме, условите во кои се наоѓаме, но не секогаш реално ги согледуваме или пак некогаш тие се променливи. Временската рамка е тесно поврзана со нашите очекувања, со нашите уверувања, кои што некогаш не се баш соодветни со она што се случува во реалноста, па би било убаво почесто да проверуваме докаде сме, што реално се случува, доколку нели тоа што го правиме представува некој подолг процес и што се влијаело на тоа да се одложи и да се помести временската рамка без секогаш себе си да се обвинуваме. Тоа не значи да не преземеме одговорност, тоа не значи дека може би многу работи зависеле од нас и сме можеле да ги направиме поинаку, меѓутоа во тој период едноставно толку сме знаеле, така сме умееле, а истовремено не смееме да го заборавиме влијанието од надворешните фактори, од многу непредвидени работи кои што се случиле, влијанието од другите луѓе доколку во тоа што го правиме е тимска работа. За се што правиме ние влегуваме во некакви односи, имаме некаква интеракција со другите и одложувањето, продолжувањето, прекршувањето на тие претходно зацртани временски рамки, независно дали се работи за неколку месеци или години, многу често се поврзани и со тоа влијание од другите, дури и кога тие не се лично вклучени во она што го правиме. Меѓусебните односи се многу битни, па често тие може да не мотивираат и да го убрзаат нашиот процес или да го поддржат, или пак од друга страна може да ни влијаат така што ќе успориме, ќе си дадеме повеќе време, ќе бараме други опции, други начини. Тоа е едната работа. Другата работа е кога се работи за виша сила, односно за работи кои што другите луѓе не може да ги сконтролираат. Нивната психофизичка состојба, разни предизвици во нивните животи, надворешните услови, непредвидени околности од општеството и природата кои не се под наша контрола. Или само во текот на еден ден, колку работи може да се случат кои не зависат од нас, кои се надворешни фактори, а влијаат врз тоа дали ние ќе завршиме нешто во некоја временска рамка. Ако тоа што во текот на еден ден ми се случува
го префрлиме на подолг временски период и земеме предвид дека понекогаш во текот на денот мораме да ја поместуваме таа временска рамка не поради наша желба, туку едноставно поради надворешни влијанија, надворешни фактори, тогаш замислете колку пати сме го направиле тоа и ќе треба да го направиме доколку се работи за некој процес кој трае неколку месеци или година, 2-3, а може би и повеќе, а ние имаме очекувања да предвидиме дека во текот на тој период се ќе оди онака како што сакаме, се ќе биде според нашите желби и потреби, и другите кои се вклучени во целиот тој процес исто така ќе можат да го следат тоа наше темпо, да ја поиспочитуваат таа временска рамка, а да не зборувам за надворешните влијанија, односно она што навистина не е под наша контрола, разни општествени влијанија или она што се случува во природата што не можеме да го контролираме. Се тоа го кажувам за да не се создаваме притисок од една страна, да не се обвинуваме себе си, да можеме пореално да се огледаме до каде е наше, што ние сме направиле, сме можеле да направиме подобро. Се разбира тоа да го искористиме некојаш во иднина како искуство, како сознание, меѓутоа исто така и што се случувало надвор, што имало индиректно влијание. И се разбира, тоа не треба да ни биде оправдување, целата одговорност да ја префрлиме на другите луѓе или на надворешните фактори, туку да се обидеме да бидеме во некоја рамнотежа, во некој баланс, односно да бидеме свесни дека во таа една целина се има помалку или повеќе во различни периоди влијание и придонесува да се реализира или да не се реализира тоа што ние сме го зацртали и замислиле пред некој извесен период, во сосем различни услови и ситуации од тие во кои што сме денес, кога ние го определуваме времето, тоа е наше време. И ако се навратиме на фразата се случува во вистинско време, понекогаш тоа може да ни предизвика отпор и фрустрации, затоа што ние ја лепиме таа фраза на нашето време. Доколку не се случува се во вистинско време, кое што според нас е вистинско време, тогаш нормално дека нема да ни одговара, нема да ни е разбирлива, можеби како што реков ќе ни предизвика и отпори. Но да не заборавиме, ние не сме единка која што е апсолутно самостојна, целосно, независна од другите и од се околу. Многу често времето кое што сме го одредили ние не е вистинско за сите оние други кои што се вклучени во процесот. Ако го гледаме како поширока слика, дека е потребно тоа вистинско време да биде вистинско и за другите, да се создадат некои услови, нешто да се расчисти, нешто да се промени и дека сите тие фактори треба да го следат тој процес. Тогаш ќе сватиме дека тоа наше вистинско време не е само наше време, туку е составено од времето кое што им е потребно или адекватно на другите со кои сме во постојана интеракција, за да може да се прилагодат, да бидат дел од тоа што го правиме. Некои може би ќе престанат, ќе излезат, затоа што тоа нивно вистинско време да завршат нешто што за нас може би се уште не е завршено. Не е вистинско време за сите, не е вистинско време за она што се случува надвор. Се менуваат работите. Нема да биде секогаш како што ние сакаме, сме планирали и замислиле, и токму поради тоа под се случува во вистинско време, барем јас подразбирам една широка рамка во која е вистинско време за сите и за се што нам ни се случува во текот на животот и паралелно со тој некој процес или со таа некоја активност. Според некое наше видување, тоа наше вистинско време може да не е адекватно, може да влеземе во процес на разочарување, тагување, зошто сега, зошто толку, зошто не тогаш. Имаме изјави од луѓе кои, ако не се случи сега, подобро нека не се случи никогаш, или што ако се случи, се оствари сега, мене ми требаше пред 3, 5, 10 години. Меѓутоа, не знаеме се и не можеме да предвидиме се. И некогаш не знаеме зошто работите не се случиле во тоа време во кое што за нас некогаш било вистинско.
Може bi i nije, ki gi promenime stavovito, може bi i nije, ki shvatime deka ete, sega тоа е вистинско време, особено ако сте како мене и ако верувате дека ништо не е случајно, дека постојат многу работи кои што не ги разбираме, за многу работи нема ни да знаеме зошто баш така, и ако умееме да се прилагодиме, ако умееме да го усвоиме тоа дека се случува во вистинско време, дури кога нам не ни одговара, дури кога имаме отпори кон тоа, дури кога од прва не можеме да разбереме зошто е тоа така. Тоа време не е само наше време, туку е време на се што инволвирано во процесот, на сите надворешни фактори, на другите луѓе и на се што се случува во општеството и во природата. Сето тоа има некакво влијание. Одговорноста е поделена, што се разбира, не отргнува нашата лична одговорност, нашиот придонес, нити пак искуствата кои сме ги стекнале и тоа што сме го научиле, па сега знаеме подобро за некои нови активности, процеси во иднина, по кои можеби ќе ги примениме нашите нови сознанија, можеби ќе го скратиме времето на реализирање на некој следен план, а можеби и нема. Видеото ќе го завршам со се има свое време. Се гледаме во следното видео, кој ќе биде вистинско време за тоа. А до тогаш ви посакувам се најдобро, благодарам што ме следите. Ако не сте се приклучиле на каналот, стиснете на звончето, ставете лайк на ова видео, споделете го со некого ако мислите дека може да му послужи и се гледаме во некоја ново видео со некоја нова тема.